Кратовски уров, замена за кафе и протеин се продава на Штипскиот пазар на тезгата на кратовчанецот Михајло Атанасов. Тој тврди дека уровот спречува удари како и болки во колената, колковите и зглобовите. Со лажица уров во топла вода на Атанасов му започнува секој ден, а како што вели го пие и талогот на дното од чашата, бидејќи истиот бил најполезен. Може да се конзумира и со лажица мед, ке рече тој, а го продава по 1000 денари за килограм. Некој викат замена за кафе, меѓутоа јас ќе кажам следното. Зборам за нашите дедовци и татковци што пиле. Зашто тогаш у тоа време немаше инфаркти и немаше удари? Затоа што уровот штити, значи не дава да човекот има удар или инфаркт. Затоа што мрстоти, холестерол, триглицериди све чисти од крвта и го појачува срцето. А тромбови што има и тоа ги чисти. И затоа некој вели зашто не те боли рамо или не те боли колено или кук или ребето не те боли. Затоа што крвта, штом срцето работи добро, крвта ја праќа у сите делови на телото, а крвта е ензим што го загрева телото и тогаш го загрева и рамото, и коленото, и све, и болката за тоа ја нема. Уровот се сее од 20 февруари, вели Атанасов, а на еден декар тој фрла околу 8 килограми семе. Вели доколку порасне високо се жнее со комбајн. А иначе сеидбата на уров почнува 20 февруари. Значи пред 20 февруари не бива да се сее, а после 20 февруари може да се сее и негде на декарот се фрла 8 кила. Ако се сее рачно, сачма се го викаме ние тоа. Ако го сеете со машина, 6 кила на декар иде. Знаете, ако е поголем, повисок ако расте, комбајнот го фаќа. Ако е нисак, се кубе на купови и комбајната доваѓа и го врше. Подготвувањето е многу лесно. Една лъжичка мелано од урово се става у шолја за кафе и вруќа вода се сипе, измеша се да нема гручиње, одма патко. Да нема гручиње да се измеша и се пие. И талого мора да се испие на ова. Некој вела дека не треба талого да се пие, да се цеде. Не. Што се прави друго од него? Од него ништо не се прави друго. Или со мед да се конзумира. Една лъжичка уров за кафе и една лъжичка мед измеша се и се конзумира. Не, за стока да, за стока и за кучиња може, затоа што тоа се протеини и дава сила многу. Инак уровот се верува дека помага во заекнување на мускулното ткиво, особено на срцевиот мускул, помага и за намалување на маснотиите во крвта. Постојат традиционални рецепти каде мелен уров често во комбинација со мелена рж се користи како домашен лек против висок холестерол и маснотии во крвта. Се подготвува како турско кафе и се пие.